Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Уште една недела помината по милоста Господова. Навистина Господ е добар, Господ е милостив и затоа секогаш, секое утро и секоја вечер треба на Господа да му благодариме во молитва. Видовме дека Христос, Синот Божи, е нашиот застапник преку кого можеме да ги упатиме нашите молби и прозби. Да се молиме и да бараме благослов, се разбира, во името на Исуса Христа. Видовме во Евангелието на Јован, 14 глава, 15 глава и 16 глава, каде што Библијата конкретно ни зборува дека кога се молиме и кога бараме од Господа, па макар што Библијата вели дека ние треба да бараме, да чукаме во името на Исус и да бидеме постојани, се разбира, во молитва. Но Христос дефинитивно е нашиот застапник кој се моли пред Бог Таткото. Затоа ни зборуваат апостолите, ни збори во Новиот Завет, не само четирите Евангелија, Матај, Марко, Лука и Јован, туку дела апостолите и потоа сите други останати писма, па дури книгата Откровение зборуваат тоа дека Христос е нашиот застапник кој се моли пред Бог Таткото. Почитувани, имаме пристап и тоа слободен пристап. Тоа не го пишува, се разбира, писателот до евреите. Пристап до престолот на благодата и милоста преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Ако во Стариот Завет само свештениците, и тоа првосвештениците, имаа пристап да го застапуваат народот, да се молат за народот во светињата на светињите, денеска преку Исуса Христа, преку нашиот застапник, сите ние имаме право да застанеме пред Господа и да се молиме. Слободен е, како што кажав, пристапот и влезот во скинијата преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, нашиот застапник. И видовме дека нема многу застапници, како што денеска голем број на луѓе размислуваат дека постојат многу застапници кои секој го застапува својот народ, додека Библијата зборува дека Исус го застапува целиот народ. Исус ги застапува сите нации пред Бог Таткото, затоа што Тој е совршеното јагне. Тој е оној кој ги зема гревовите, се разбира, на целиот свет. Тој е оној од кого произлегува вистината. Тој е патот, тој е животот, тој е воскресението. И затоа е опишан или запишан во Светото Писмо дека тој е нашиот застапник. Онака како што апостол Павле зборува, кој бил инспириран преку Духот Свети, дека помеѓу луѓето и Бог, човекот Исус Христос, Бого човекот кој Библијата го опишува, е нашиот застапник кој се моли за нас. Тој не приближува до Господа. И тој до денеска чука и вика. И повикот и вратата е отворена за секого еден од нас, без разлика на боја, нација. Бог ги сака сите луѓе и тој се застапува, се разбира, Христос за сите луѓе. Како што во 14 глава Исус им зборува на своите ученици: што и да посакате во името на Мое, ќе ви биде направено. Што и да посакате од Отецот во Моје име, ќе ви се исполни, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во Моје име, Исус вели, јас ќе ви го направам. Значи, точно Библијата јасно и гласно зборува во чие име треба ние да се молиме. Како што реков, дека Стариот Завет исто така зборува за Месијата, за оној кој треба да дојде и да биде нашиот застапник. Во книгата на пророкот Исаија ќе отвориме 53 глава. Ќе го прочитаме 12 стих. Ебе што таму ни е, се разбира, запишено. Затоа јас ќе му дадам големо наследство, со силен плен ќе дели, зашто себе си на смрт се предаде
и меѓу злочинци беше бројан и ги понесе врз себе гревовите на мнозина и за пристапот стана прост посредник. Еве, повторно гледаме како пророкот Исаија зборува дека тој се мисли на јагнето Божје, кој ги зема гревовите наши, кој ги понесе гревовите наши. Пристапот стана достапен преку застапникот, тоа е преку Христос. Иако ова книга е напишана уште во стара ера, пред 700 години пред Христос да дојде на оваа земја, тогаш ја пишувал пророкот Исаија. Тогаш му зборувал Господ, се разбира, на пророкот Исаија. Потоа можеме да отвориме во Галатјаните 3 глава, значи Галатјаните 3 глава да го прочитаме 19 и 20 стих. И еве што таму ни зборува Светото писмо. Зошто пак даден закон, тој е даден поради пристапите, додека не дојде оној од семето на којот се однесува ветувањето и е предадено преку ангелите, преку раката на посредникот. Но посредникот не може да биде само посредник на еден, а Бог е еден. Еве повторно гледаме како апостолот Павле до Галатјаните зборува точно за посредникот, зборува точно за Христос, дека законот бил до одредено време застапник за луѓето, преку кои тие се застапувале пред Бог. Библијата многу јасно гласно зборува дека законот бил даден преку Мојсей, но благодата и милоста Божја и вистината произлегле од Синот Божи, нашиот застапник. Сега не ни треба законот, кој би можел пред Бог да не застапува, или па ние да се застапуваме преку тој морален закон. Туку преку Исус Христос, преку вера во Исуса Христа, ние се застапуваме и ние го исполнуваме законот. Преку кого? Преку посредникот. Тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Еве повторно ќе видиме во Евреите, ќе отвориме 8 глава и ќе го прочитаме 6 стих. И еве што таму ни е запишено. А сега тој доби толку подобро служба и стана посредник на подобар завет кој е утврден врз подобри ветувања. Потоа во 9 глава 15 стих видите што ни е запишано во посланието до евреите. Затоа е тој посредник на новиот завет, та по неговата смрт што стана за откуп на пристапите од времето на првиот завет, признавајне да го добијат вечното наследство и ветеното. Значи, гледате како писателот на евреите зборува за посредникот. Оној преку кого можеме да се спасиме, преку кого е даден новиот завет. Исус зборува исто така дека ова е заветот мој, новиот завет. Библијата зборува дека новиот завет е вклучен точно преку нашиот застапник, а тоа е преку Исус Христос. Христос е нашиот посредник, кој што не приближува до Бога, Таткото. Нашите молитви треба да бидат упатени пред Бог Таткото преку Исус Христос, се разбира нашиот застапник. Повторно гледаме дека Христос е нашиот застапник кој се моли и кој ги зема гревовите наши. И затоа е многу важно, многу битно да знаеме кога бараме прошка, кога се молиме, кога се застапуваме пред Бог Таткото, тоа да го правиме преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, затоа што ние немаме друг застапник кој се моли за нас, преку кого имаме ние прошка и оправдание, и преку го пристапот е слободен за секој еден од нас. Затоа, верувајте, молете се и барајте во името на Исуса Христа, затоа што тој е нашиот застапник и тој се застапува, се разбира, за сите нас. Господ да биде со вас, да не благослови во текот на целата недела која е пред нас и тој на вистина да не води и да не управува, да ги чува нашите деца,
да не чува нас и тој да биде дел од нашето семејство. Тоа е волјата Божја. Така да, сега, секогаш можете да се молите во името на Исуса Христа. Никој не ви треба, освен Христос. Тоа е Синот Божи, за кој што пишува Библијата. Всушност, Синот Божи е самиот Бог, преку кого можете вие да се молите. И тој Бог ги слуша сите ваши молитви кога се упатени во името на Спасителот. Оној кој ве откупи. Самото име на застапникот значи Спасител или Откупител. Имајте убава и благословена вечер и се разбирам Господ да биде со вас. Се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Пријатно и Господ нека ви биде, се разбира, благонаклонет. Амин.